Годинава првпат афористичката репрезентација на Македонија доделува награди за неуспешните афоризми. На распишаниот конкурс на тема Лага, шега пристигнаа афоризми од 8 автори од Македонија. Жирито во состав Јане Атанасов, афористичар од Кочани, Доне Донев, професор по литература од Кочани и Ристо Филчевски, афористичар од Струмица, додели 3 награди плюс специјална. Го повикувам професорот Доне Донев, инаку од неодамна магистер по културологија, да ги врачи наградите. Специјалната награда ја доби Наташа Јурчиска од Делчево. Таа е отсутна, но дали има некој во нејзино име да ја прими наградата? Да, презем. Секако. Третата награда ја доби Васил Толевски од Скопје. Интервенција. Да. По сценариото треба да се почне по 5 од наградените афоризми, за отсутните ќе чита Доне Донев, а за присутните откако ќе ја примат наградата ќе почне по 5 од наградените афоризми. Добро, во ред. Васил Толевски. Бадијала ѓавол ти однесе шегата, пак целиот свет ни се смее. Изгледа мутавите се шегуваат кога велат дека се обесправени, зарем не гледаат дека сите се на раководни функции. Лагаат дека македонецот стенка бидејќи на големи маки, стенкаат и оние што се сексаат. Ако Ким Кардашјан мисли дека има голем газ, се лаже. Најголемите газови се во нашите министерства. Учениците редовно лажат подобно од учителите. Еве, нашите политичари го надминаа баронот Мюнхаузен. За Наташа само да се навратиме, значи специјалната награда. Јас мислам дека ќе ја земе некој. Наташа Јурчиска. Македонија е мала земја, ама секогаш има место за нивните големи и шарени лаги. Некогаш оние што лажеа и крадеа имаа вошки, денес мерцедеси. На лагата кратки се нозете, затоа на земја не гази. Едни лажат, други крадат, а трети имаат вошки. Народот не го лаже погледот, ама од поглед не се живее. Но оние што лажат и микнуваат опашки, затоа ни направија џунгла од државата. Втората награда ја доби Ѓорги Хаџивасков од Скопје. Му честитам. Јас се извинувам, пред да почне Ѓорги да чита и си земам за права да интервенирам уште еднаш во нешто што беше пропуштено да се каже. По одлука на извршниот одбор на Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија, кој беше распишал конкурсот, договорено е наградите да бидат во паричен износ. Значи, паричниот износ за наградите го доделува организаторот на Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија. Меѓутоа, еден од нашите спонзори, признатото предпријатие Флорис, за учесниците, односно тројцата добитници, а после се придружи специјалната награда, значи четирите награди добива, четворицата награди добиваат специјални статуетки, тоа е донателство од фирмата Флорис од Кочани. Ѓорги, имаш тамо микрофон на говорниците. Ти си стар политичар, еве ти тамо говорници и говори. Дознаваме дека во просек човекот се смее 15 пати дневно. Колку пати лаже, се уште се утврдува. Пешаците се лажат на секој чекор, а возачите на секој километар. Лагата има кратки нозе, но големи тешки стапалки.
при паралелни системи на вредности, ниту лагата, ниту смејата си го знаат местото. Уште нешто едно прашање до сите вас. Дали, според бројот на шегаджи и лажговци, во поедини земји 1 април треба да биде прогласен за државен празник. И првата награда, жирито ја додели на Витомир Долински од Струга. За наградата и честитам и на другите добитници. Веќе беше спомнато дека има и некаков финансиски дел согласно вообичаените норми кај нас. Нема проблем, колкото ќе треба 3-5%. Само се надевам дека бидејќи не се работи за урбанизам или инфраструктура, ова е култура сега. Се надевам дека во 2 сатот по полноќ нема да ми дојде Милијана Криевска и туку министерката Канчевска Милеска. Ако убаво и клетнеш и карикатурата изгледа како икона. Ѓаволот веќе не може да ја однесе шегата. Никаде не му примаат вакви смешки. Дарвин перфидно не излажа. Мајмуните само се преправале за да дојдат на власт. Нечуената лага на водачот за слепците е невидена мудрост, а за неписмените непишан закон. Ако убаво ги рашили, на лагата носете веќе и не се толку туси. И сега кога сме веќе кај доделувањето на наградите, да оддадеме благодарности кон спонзорите. Веќе спомнавме дека манифестацијата се реализира со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, на општините Чешиново, Облешево и Кочани, но и со поддршка на повеќе институции, поединци и компании. И ним организаторот им доделува благодарници. Повикувам представник од општина Кочани да повели да ја прими благодарницата. Нека повели на сцената и представник од општина Чешиново, Облешево. Се ми се чини дека председателката на Советот беше тука, нека повели. Повелете. Секако вечерно немаше да бидеме овде ако не добивме поддршка и од компаниите Мултиграф компјутери Кочани. Повелете. Потоа Те Мебел од Кочани, ако има представник, нека повели. Кој е овде? Мислам дека нема, на него дополнително ќе му биде прашање. Секако, ексклузив ДОО Кочани. Ние одредено пријаваме господин. Јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани и таа ја поддржа манифестацијата. Овие лични статуетки ги обезбеди Флорис од Кочани, ако има представник, благодарности до него. Беше тука може да се знаме. Офис Експрес ДОО Кочани обезбеди промотивен материјал, исто како и Мастер Принт Кочани, печатени материјали. Ако има представници, благодарност до нив, Рики Јуниор, Доел Кочани и уште многу други поединци кои овде се наградите. Ако има некои кои што дополнително ќе дојдат, ќе ги земат.